Загрижувачки, но дури повеќе од 850 милиони луѓе во светот се на работна гладта или гладува. Иако правото на храна е едно од темелните човекови права, а инфлацијата на цените на основните прехранбени продукти годинава доведе до глад на дополнителни 119 милиони луѓе. Од сликата на гладта во светот најтешка е состојбата во Гватемала, потоа во Камбоџа и на Филипините, додека пак во други извештаи се наведува дека на 17 милиони жители на Африканскиот рог им се заканува глад, а пак на Хаити, каде населението живее во голема беда, ураганите и тропските бури ја опустошија земјата, а цената на храната постојано расте. Црвениот крст на Македонија по повод 16 октомври, меѓународниот ден на гладта, до 22 октомври ја реализира кампањата "Помислете и на нас". Целта е да се подигне општото мислење на јавноста за проблемите со сиромаштијата и да се обезбеди помош за најранливите категории население. Кампањата опфати повеќе хуманитарни активности, меѓу кои и акцијата за собирање на парични прилози и донирање пари со телефонски повици, како и соуплата во Фондот на солидарноста на Црвениот крст. Општинската организација на Црвениот крст открива Паланка под мотото "Помислете и на нас" реализира низа хуманитарни активности. Кои се активности се преземени досега на локално ниво? Представникот на Општинската организација на Црвениот крст открива Паланка, Пешалски Дарко, ги истакна деталите. Па вака, Општинската организација веќе, со официјалниот ден, тој 16 октомври, денот на гладта, што е меѓународен ден на гладните, Општинската организација започнува неделата со активности, од која ни трае од 16 до 22 октомври. Општинската организација на Црвен крст открива Паланка, работи, спроведува низа активности. Еве сега, како што и вие самите се сведоци на една активност што е опфатена во оваа кампања. Кампањата ова година е под мотото "Помислете и на нас". Покрај образовните институции во оваа кампања се вклучени корпоративниот сектор, граѓаните од општина Крива Паланка, еден вид целокупната општина е вклучена на некој си начин во самата кампања. Каде се беа поставени пунктови за собирање на парични средства и на други прехранбени продукти? Во текот на ова недела, повремено беа поставени пунктови во основните училишта, во средното училиште. Исто така активноста се одвива и на општина Ранковце, и во Кристијан Тодоровски Карпош во училиштето. Во текот на целата недела општинската организација има си поставено план и програма по која се раководи. Која е целта на оваа хуманитарна акција и каде ќе бидат дистрибуирани средствата? Па вака, целта на оваа хуманитарна акција е, по самото мото "Помислете и на нас", вкупно собраните средства од самата акција ќе бидат наменети за социјално загрозени семејства. Оние кои ќе уплатат преку корпоративни сектор, оние финансиски средства што ќе влезат на жиросметката, што е веќе објавена на ниво на Македонија, ќе се направат хуманитарни пакети и ќе бидат дистрибуирани до оние лица, до социјално загрозени семејства, до оние лица на кои ни е нужна помошта во храна, а додека оние финансиски средства што ќе се соберат на ниво на општина, на ниво на училиште, на секој се исхрануваат лица и ученици од истите училишта. Соработката со институциите на локално ниво е безпрекорна, бидејќи взаемни се интересите од целокупното спроведување на не само на оваа акција, на сите акции. За добробит, Црвен крст го работи тоа, за добробит на заедницата, така да и самите луѓе што се раководители на образовните институции се свесни за сето тоа и се дел од нас. До крајот на неделата престојат уште на неколку места собирни пунктови, ќе има во централната градска подрачје собирен пункт. Има уште некои делови, некои активности што треба да се спроведат, па на крајот се состанува комисијата за социјална комунитарна дејност, се прави сумерните резултати, потоа се прават извештаи, па се одредуваат лицата кои ќе бидат и натака. Се уште кампањата не е завршена. Во оваа хуманитарна акција беа вклучени сите воспитно-образовни институции, како открива Паланка, така и од општина Ранковца. Во институциите беа поставени пунктови со промотивни материјали, вредносни бонови, како и филџани за кафе кои се продаваа на граѓаните за донација на средства. И најмладите од детската градинка Детелинка активно се вклучија во оваа хуманитарна акција по повод Светскиот ден за борба против гладта. Собраните средства им ги предадоа на представниците на Општинската организација на Црвениот крст открива Паланка. Дечиња, зошто ги собиравме парите ние?
децата кои што немаат храна, облека и се друго што им е потребно, учебници и се друго. Во оваа кампања активно се вклучија и учениците од второ 2 оделение, кои беа во посета на Црвениот крст, каде ги предадоа собраните парични средства, прехранбени продукти и облека. По повод Светскиот ден на гладта, 16 октомври, второ 2 оделение се одлучи да ја посети Општинската организација на Црвениот крст. Како вие бевте вклучени и како се организиравте за вклучување во оваа хуманитарна акција? Да, токму така. Значи, по повод Светскиот ден на гладните, добивме едно писмо во сите училишта и апел. До нашата паралелка имаше апел, го прочитавме апелот и заеднички разговаравме со дечињата дали во светот има гладни, боси, значи дали треба да има, и заедничка одлука донесовме дека колку што можеме повеќе да собереме храна, парични средства, или пак кој што сака, кој што има можност да донесе и заеднички како една хумана паралелка и се организиравме и дојдовме тука во Црвениот крст и да им дадеме морална поддршка на нивните другарчиња од целиот свет, па и во нашата земја, и да им порачаме дека додека сме ние, додека има вакви ученици, хумани, никогаш да не се плашат за својата иднина, дека нема да бидат гладни. Покрај паричните средства, најголем број има парични средства соберено, како што дознав од учениците. Имаме и облека. Треба уште од мали нозе децата да ги навикнуваме на овие хумани акции, значи преку разговори, преку пораки, преку посети, слики, гледање на филмови, значи тие се запознаваат и се соживуваат со некои нивни другарчиња, така да заеднички колку што можеме со напорно работиме за да можат и тие да прифатат и да самоволно да се вклучуваат и да соработуваат со Црвениот крст. А еве ги и нивните пораки кои ги упатија до сите. Средствата донирани во хуманитарната акција во кампањата Помислете на нас ќе бидат наменети за обезбедување на храна, за помош на ранливото население која ќе се дистрибуира преку општинските организации на Црвениот крст. Приклучете се и вие во акцијата за помош на сите гладни лица. Покрај вас, но и оние кои не се во вашиот видокруг. Верувајте, вечно ќе ви бидат благодарни за и мала трошка помош и разбирање. На крајот завршуваме со зборовите на Лорка. На денот кога гладта ќе биде избришена од лицето на земјата, ќе дојде до најголемата духовна експлозија која овој свет ја видел кога било.